пристигна нашиот гостин, доктор од Цистина, поточно станува збор за доцент доктор Александар Јорески, кој што е интервентен радиолог и воедно и шеф на одделот за радиологија, онкологија и нуклеарна медицина. Докторе, добро јутро, добро ни дојдовте. Добро утро, драго ми е дека сум гостин во вашата емисија. Поздрав до гледачите на Алфа телевизија и морам да ве пофалам дека убаво го изговоривте ова, дека е доста долго. Дури за мене е долго, не ви кажам, сериозно кога се треба да го потрудив. напишам, се мачам. Многу го учев, но исто така морам да ви кажам искрено дека ништо тоа не знам што значи. Добро, не е многу вообичаено одделите за радиологија, онкологија и нуклеарна медицина да бидат споени во Македонија, меѓутоа пракса е на запад, особено во некои земји од западна Европа како Швајцарија, радиологија и нуклеарна медицина да бидат заедно. Меѓутоа, клиничката болница Цистина е многу компактна и самиот број на доктори го дозволува тоа да бидеме под една капа, радиологија, онкологија и нуклеарна медицина, и мене ми е драго дека е така и имаме екстремно добра соработка со докторките од другите два оддели. Да, тоа и принципот на работа тоа на вашата болница тимски да се работи Се така. разбира, да. Мора ми се за самиот почеток за нам лаиците да ни стане се појасно, прво да си почнеме со основното прашање, што е интервентна радиологија? Што опфаќа ова ваша дејност? Да, тоа е прашање не само за општата популација, туку мислам дека некојаш и за колегите од другите специјалности не би рекол дека е табу тема, но тоа е релативно нова гранка во светот која полека се етаблира во Македонија. Интервентната радиологија е дел од радиологијата. Субспецијалност, така? Како субспецијалност, радиологијата е главно гранка од медицината која се бави со дијагностика, а нашиот дел од интервентна радиологија се бави со инвазивна дијагностика, но и со терапија на одредени болести, односно лекување на одредени медицински состојби, било да се од малигна или од бенигна етиологија по минимално инвазивен пат. Интервентната радиологија користи мултипни алатки за следење на состојбите кои ни дозволуваат од надвор, без да направиме рез на пациентот, да пристапиме во некоја длабока регија и при тоа да делуваме со помош на така наречен imaging guidance, тоа значи дека под контрола на ултразвук, под контрола на флуороскопија, под контрола на компјутерска томографија или во сала за ангиографија, ние со една мала инцизија од 2 мм можеме да влеземе и да пристапиме во некој орган кој што е најдлабоко во организмот. Ете, со еден збор, значи, без операција да можеме да делуваме на одредени состојби во организмот, без целосна анестезија, со локална или седација, некогаш работиме и со целосна, меѓутоа предноста е во тоа што пациентот не трпи премногу инвазивност. Тоа е целата работа во интервентната радиологија. Рековте релативно млада гранка, така? Да. Што значи тоа релативно млада? Релативно млада. Млада или во светот? Може да се каже дека и во светот, меѓутоа во Македонија е екстремно во зачеток, заради тоа што, еве да речеме, првата балон ангиопластика е направена во крајот на 60-тите години, негде, значи почетокот на 70-тите години, и со тоа започнува ерата на интервентната радиологија, да речеме од 1970 година па наваму, додека првата хируршка операција е направена далеку порано, ако земеме нешто да споредуваме. Меѓутоа, како оди напред техниката и развојот технолошки во медицината, се осовременува апаратурата, имаме многу софистицирани и комплексни апарати кои ни дозволуваат да правиме нови интервенции. Нашата струка е во сериозна експанзија, додека да речеме некои од струките, како не знам, делот од интерна медицина или хирургија, има едно плато на развивање. Во Македонија нема многу интервентни радиолози. За жал, мислам, мојата голема желба е да се зголеми тој број и во претходната болница кај што работев и на клинички центар и во сегашната моја болница Аџибадем Цистина, интенцијата моја е да што повеќе и повеќе кадар се обучува од оваа област за да едноставно може да застанеме на цврсти нозе, како се вика. Што значи може да се каже дека во овој поглед каскаме зад светот? Па да, меѓутоа јас мислам дека во актуелната ситуација во клиничката болница Аџибадем Цистина на нашиот оддел можам да кажам дека имаме 4 лекари, најмалку 4 лекари кои се занимаваат со одреден дел од интервентната радиологија, од вкупно 10 радиолози, што не е малку. Плюс тука би ја вметнал и докторка Маја Чапова, која што е радиолог за дојка и е една од најдобрите доктори во тој дел, и таа прави некакви минимално инвазивни процедури како што се биопсии на дојка
или преоперативно бележење на туморски промени на дојката пред хируршкото лекување. Значи, еве, ако земеме од 10 лекари, 5 луѓе прават некакви интервенции, што и не е малку. Значи, веќе се популаризира струката. Не зборувам за најкомплексните процедури. Да речеме, јас сум, можеби, 95% од моето работно време веќе се занимавам со интервентна радиологија и сметам дека ако некој сака да биде добар во тоа што го работи, треба да е многу посветен и да е фокусиран на тоа. Ако земеме да се расплинуваме на повеќе страни, во тој случај успехот и процентот на успешно излечени пациенти би бил далеку помал. Како ви како интервентен радиолог се наоѓате во дијагностиката и третманот на тумори? Дијагностиката е основа на секој радиолог и после долго време и долги едукативни престои во странство, да речам, за време на мојата специјализација и после специјализацијата, сватив дека не можеш да бидеш добар интервентен радиолог ако не си добар дијагностичар. Заради тоа што не можеш секогаш да чекаш некој да ти го сервира пациентот и да ти каже Александар направи го ова, ако сам не провериш, некогаш може да се превариш, односно да верувајќи на колегата влезеш во една непосакувана ситуација од која што после тешко можеш да излезеш. Во однос на туморите, за жал можам да кажам дека во 20 особено во 21 век туморската патологија е најсериозна болест и најмногу бројна болест. Ако до пред неколку години тоа беа кардиоваскуларните заболувања, сега луѓето најмногу се плашат и со право од канцер, заради тоа што и покрај сите достигнувања во медицината, бројките на пациенти заболени од канцер се во фрапантен пораст. Малте не им нема фамилија или нема некој човек кој што нема пријател или некој од своето опкружување кој што не боледува од таа болест. Ние како радиолози се наоѓаме многу сме инволвирани во таа патологија заради тоа што први сме или меѓу првите кои дознаеме за таа патологија и треба да му соопштиме на пациентот, бидејќи ги снимаме на ултразвук, на компјутеризирана томографија, на магнетна резонанца. А ние како интервентни радиолози имаме таа подгранка која се вика интервентна онкологија, која комплетно се бави само со туморски пациенти. Можам да кажам дека во последните неколку години тоа е моја, да речам, суб специјалност, заради тоа што повеќе од 70% од интервенциите кои ги правиме се на болни од канцер. Почнувајќи од една најобична биопсија, каде што земаме примерок ткиво од телото за да докажеме дека пациентот има канцер, дали ќе биде водена под ултразвук, под компјутер или под флуороскопија, потоа преку најобични дренажи на колекции кои се создаваат во телото како резултат на компликации од тој канцер, преку директно лекување на некои тумори, најмногу на тумори на црниот дроб, на белите дробови, меѓутоа можеме да делуваме и на тумори на бубрек и на метастатски туморски промени. Една од техниките која што би сакал да ја кажам во вашата утринска емисија, која што за мене е голема револуција во медицината, тоа е термалната аблација на тумори, односно уништувањето на туморски промени по минимално инвазивен пат, без при тоа да мора да се отстрани од телото со хирургија. Да речеме, ако имаме мал тумор од 2 до 3 сантиметри на црниот дроб, ние можеме многу лесно да го таргетираме од надвор под компјутерска томографија или под ултразвук со специјален апарат и преку развивање на топлина тоа ткиво да го уништиме, да го некротизираме и пациентот да го излечиме. Имаме и други алатки на внесување на цитостатици на лекови директно во туморот, влегуваме преку артерија или преку вена, директно во туморската артерија и таму даваме лек. Со тоа ем го лекуваме туморот, ем од друга страна го презервираме, односно го сочувуваме другиот дел од организмот да не се шири лекот и таму, заради тоа што сите знаеме дека тие лекови цитостатици кои ги даваат онколозите, па и ние како интервентни радиолози, онколози, покрај тоа што имаат добро дејство на туморот, имаат многу лошо дејство на другиот дел од организмот. Значи нема пациент кој нема несакани системски ефекти после хемотерапија. Ете тоа се накусо за да не навлегуваме во детали. Овие постапки што ги споменавте, колку што успеав јас да подпрочитам, се релативно едноставни кога се работи за возрастен пациент. Така, проблемот настанува колку е помал пациентот, тогаш се проблематизира? Се проблематизира колку е помал пациентот. Прво, не сите типови на туморски промени или на болести се јавуваат кај децата како што се јавуваат кај возрастните и тоа мислам дека е едно специфично поле. Јас лично не сакам многу да се бавам со детска патологија заради тоа што во болницата во која што работев доскоро немаше педиатрија прво
Меѓутоа, како сум овде, имам можност и чест да соработувам со еден екстремно добар радиолог, тоа е професорот Зоран Трајковски, кој што априори е педиатриски радиолог, но и интервентен радиолог. Гледајќи каков е неговиот пристап кон педиатриските пациенти, полека некако ми се вродува и таа, да речам, љубов кон медицината. Имавме неколку интервентни процедури кај дечиња што ги работевме заедно и можам да кажам дека е тотално различно. Прво, емотивниот пристап на докторот е различен. Второ, емпатијата која имаме кон него и ние сакаме да помогнеме кај секого, и кај возрастен, меѓутоа кај дете посебно. И далеко е потешко да се прави интервенција на дете, кое што ги нема сите органи доразвиени како возрастниот човек, и треба многу пристапот да е посериозен и мултидисциплинарен секако. Но правиме и на деца интервенции. Во Систина мислам дека е единствената болница во регионот каде што се изведуваат интервентни радиолошки процедури на дечиња. На друго место нема. Сите тоа се правило со некои катетри, туби, минимални нешто милиметар, така биле? Да, па катетрите кои ги внесуваме во телото или во крвните садови на пациентот се движат со диаметар од 1 до 2 милиметри, некогаш 2,5 милиметри, меѓутоа тоа се мали цевчиња низ кои што ние пристапуваме во крвниот сад на пациентот, влегуваме до таму кај што треба да влеземе, при тоа го гледаме на монитор цело време, на нови современи апарати, и се е минимално инвазивно. Меѓутоа, основна работа за да може нашата струка да оди напред е да болницата во која што работиме тие услови ни ги створи. Едно е да имаме кадровски потенцијал, докторски потенцијал, што исто е важен, меѓутоа ако немаме и оној делот апаратура, кој што ако изискува, ако недостасува, не можеш ништо да направиш. И за тоа исто така имаме голема поддршка во болницата во која што сега работам. Да, имате многу новитети, ќе зборуваме, сакав само уште за самата ова да ве потпрашам, сето ова се врши под анестезија, така? Но некогаш локална, некогаш целосна? Дел од интервентните процедури минимално инвазивни се изведуваат со локална анестезија, тоа значи да симплифицираме за гледачите, некогаш ја даваме само на анестезија која што ја добиваме на стоматолог при поправање или при вадење на зап, и можеме да направиме биопсија дури на црниот дроб и на панкреасот, што се органи кои се доста васкуларизирани и се длабоко и може да помине се супер. Меѓутоа, пак ќе се навратам на условите на работа. Во оваа болница имаме, за разлика од претходно било каде да сум работел, во оваа болница имаме услови да имаме присуство на анестезија за нашите процедури кога ние захтеваме. Односно кога ние сметаме дека тоа може да биде потребно. Некогаш и пациентот, ако е плашлив, ќе си каже: "Јас сакам, докторе, оваа биопсија да ми ја направите со анестезија." Тоа порано го немав како можност, и тоа многу ме погодуваше заради тоа што не е убаво кога гледате некој дека го боли, а вие му правите нешто, иако трае кратко, тој човек секогаш ќе ве памти или процедурата ќе ја памти полошо и малку ако го боли. Така што во травматично ќе му биде 2 до 3 дена во неделата во клиничкава болница Систина ние имаме дофат до анестезија, тимот од анестезија е перфектен, морам да ги пофалам, и секогаш сте тука на дофат со нас. Било да е обична биопсија или најкомплицирана аблација или типс процедура, ние имаме анестезиолог и тој се грижи за нас. Но има некои интервентни процедури кои захтеваат и целосна анестезија, морам да кажам. Тоа се некои тешки аблации на тумори, некои сериозни ангиографски процедури и невроинтервентните процедури, со кои што се занимава мојата колешка доцентката Менка Лазаревска, често захтеваат и целосна анестезија. Кој е бенефитот на овие минимално инвазивни третмани што ги нарекувате во однос на оние класични операции што ги се практикуваат, така? Да, сега да не испадне па дека хирургијата не е, мислам хирургијата за многу работи е број еден метода во светот и за многу болести. Меѓутоа ќе го преформулирам што разликата ќе кажам, разликата е во тоа што пак да пробам некако да симплифицираме, во тоа што ние можеме со без употреба на скалпел или со минимален рез од 1, 2 или 3 милиметри, што е екстремно малку, да направиме многу, односно или да излечиме болест или да пристапиме во некој орган во телото под пак контрола на компјутеризирана томографија, ултразвук, ангиографија, да влеземе во некој орган во кој што хирургот за таа намена би требало да го отвори пациентот, да направи голем рез, да направи една ресекција и пациентот да остане 5 до 7 дена во болница,
додека нашите интервентни процедури и да има целосна анестезија, пациентот утре дента или за 2 дена си оди дома. Значи, ние можеме без рез да пристапиме во длабок орган, да направиме некаква тераписка процедура, а пациентот може утре дента или истиот ден да си оди дома. Ете, тоа е предноста. Ајде сега за она главното да видиме кои се новитети ги имате во AGB Бадем Систина, за да знаат пациентите дека не мора да бараат негде по свет, да знаат што се има кај вас. Токму така, да. Нова сала сте имале меѓу друго, честито. Да, благодарам. Тоа и за мене е така, мислам, уште сум под импресии на новата сала. Од и минатата недела ја отворивме. Имавме отварање на нова ангиографска сала на одделот за радиологија во клиничката болница Систина. Станува збор за еден екстремно софистициран апарат пред се за ангиографски интервенции, но на него може да се изведуваат и сериозни неваскуларни процедури. Апаратот за ангиографија, уште сум импресиониран од неговите можности. Имавме тренинг кој траеше 3 дена со помош на апликатор и повторно би требало да имаме за да ги дознаеме сите алатки. Тоа е, ако може да споредам, нели, како кога ќе купиш нова кола, првите месец дена си фасциниран секогаш од колата, од брзината и од незините можности. Да, само што ова изгледа уште повеќе како авион да купиш нов. Да, и навистина треба предпазливо да се оди. Не станува збор за последна генерација на ангиографска машина, што за еден интервентен радиолог е место во кое што секојдневно престојува и работи. Производителот е американски, General Electric, моделот е Alia IGS-7, Alia IGS-5. Тоа е нешто што на сите ќе ни ги олесни условите за работа. На тој апарат покрај нас радиолозите интервентни може и треба да работат и кардиолозите интервентни. Ние имаме и втора ангиографска сала, наскоро ќе добиеме и трета хибридна сала, така што покрај нашите периферни васкуларни процедури може да се изведуваат и кардиолошки интервенции, значи да се ставаат стентови на срце, и да речам до најкомплексните процедури, невроинтервентните, невроваскуларните интервенции, да се третираат аневризми во мозокот, да се ставаат интракраниални стентови. Сето тоа може да се изведува во новата ангиографска сала. Просторот е одличен, салата е комфорна, голема, баш како што доликува, мислам, на една европска болница. Што значи, колку што успеам да разберам, ги имате апсолутно сите услови за рана диагноза, постојано се повторува дека раната диагноза, раното откривање е всушност клуч за успешен третман. Најважна алка во, да речам, системот на лекување на еден пациент е раната диагностика и точната диагностика, заради тоа што ние и да сме, ако ни дојде пациент во поодмината болест, некогаш и помалку искусен доктор може да ја забележи таа болест. Но идејата е, особено кај канцерската патологија, да се фати туморот на време. И тоа единствено може да се постигне преку добро развиени скрининг програми за одредени канцери, заради тоа што ако ние појдеме на лекар кога веќе имаме симптоми кои се може да ги и обичен лаик да ги почувствува, во тој случај најчесто веќе е доцна или болеста е во поодмината фаза. Така што апелираме до граѓаните на Република Македонија, иако и ние докторите сме многу непослушни во тој аспект, дека барем жените треба да одат редовно на прегледи за дојка или на гинеколошки прегледи, за да може некако во рана фаза да се исклучат одредени туморски патологии. Мажите треба да одат на уролог, треба да се прават еднаш годишно систематски прегледи, треба од време на време да се прават ехо прегледи на абдоменот. Секогаш може да се најде нешто во рана фаза. Мислам, не велам дека треба да бидеме оптеретени и оптоварени секојдневно со болести, меѓутоа, ако не се прават скрининг прегледи кај пациенти, особено кои имаат и фамилиарна оптеретеност или генетска оптеретеност, во тој случај секако ќе промашиме нешто или ќе закасниме. Да, мораме и сами малку да се потрудиме, се грижиме за нашето здравје, така? Да. Сакав за самиот крај само да ве прашам, најдов едно ваше постаро интервју, каде што искажувате така доста голема загриженост, беше за време на пандемијата, дека стравувате дека по завршувањето на пандемијата да не дојде случајно до пандемија на болни од рак. Дали се оствари? Токму тоа и се случува, за жал, заради тоа што во време на пандемијата, не само во Македонија, туку и во Западна Европа,
па и во Соединетите Американски држави, многу од редовните амбуланти за диагностика на пациентите, дури и онколошките амбуланти Беа претворени во ковид центри, претворени така? во ковид центри од една страна, а од друга страна пациентите, дури и онколошките болни беа толку уплашени да излегуваат за да не им се искомплицира состојбата со, да речеме, добивање на COVID-19 инфекција, тие ги запоставуваа своите редовни онколошки третмани. И сега имаме експанзија на повторно пораст на малигните заболувања и имаме многу и компликации од пациенти кои биле стабилни претходно, да сега доаѓаат на лекар со напредната болест и мораме да се справуваме со сите тие компликации. Меѓутоа, некогаш психологијата на човекот е посилна од се. Оти стварно за време на пандемијата луѓе се плашеа да излегуваат од дома, а не па да одат на лекар кај што има гужви и така натаму. Иако онколошките амбуланти никогаш не престанаа со работа, бидејќи тоа е специфична категорија на пациенти, меѓутоа ете за жал имаме пораст. Тоа веќе го чувствувате? Не беше тешко да се предвиди такво нешто. Мене мислам не бев ни јас единствениот. И би сакале да не сте во право, да не бете во право. Да, би сакал да не бев во право, но така е. Мислам сериозна експанзија има на малигномите. Еве ние имаме секојдневно пациенти покрај од Македонија и од околните региони, од соседството. Вчера конкретно имавме пациентка која што ја третиравме од Јужна Србија, од Ниш, каде што има голем клинички центар, меѓутоа таму немале експертиза да ја изведат таа интервенција. Пациентката дојде кај нас. Секојдневно имаме пациенти од Косово кои доаѓаат да се лекуваат кај нас на нашиот оддел. За жал, мислам дека или сме ние поднебје, дефинитивно, каде што има малку зголемена инциденца на одредени типови на малигноми, или пандемијата исто така има свој ефект. Доктор, јас многу ви благодарам на ова ваше гостување. Ова беше како прв вовед да се запознаеме со тематиката и проблематиката. Од понатаму сте говоривме по конкретни теми. Ви посакувам многу успех.